време за толку било оштетено министерството што навистина огромни суми иделе по разни судски за жал и поради неисплатени надоместоци. по разни основи било тужено министерството, преку времени и така натака, страшни и слично, и тие не биле во целост исплатени. Избориме за милионски суми. Тоа почнува од 2021. Имаме податоците да сега го Ме интересира да бидејќи ќе ви ги кажам, огромни средства се. Збориме за преку 15 милиони евра. Она што ме зачудува најмногу е зошто некој не би исплаќал, бидејќи парите Немало пари, едноставно во буџетот не било. Кога се предвидува нешто, нели треба да се предвиди финансиска рамка за да се финансира тоа. Апсолутно, до друг е проблемот. Зашто толку имало тужби? По кои основи? Зашто не се исплаќало? Што се случувало? Дали тука биле вмешани извршители, дали биле адвокати? Има постапки за ова. Но е Тако сомнеш, не е сомнеш, ова е факт. Ајде слушам. Да, и еве да замолам, да повикам, јавното обвинителство има се што треба да постапи. Нека постапи. Дали истражи сомнежот Зошто се создавани фактички ситуации за да дојдеме до тужба? Има постапка. Има истрага, има се што е доставено до јавното обвинителство. Зашто стои во некоја филка, тоа е прашање. И дали стои, еве повикуваме тука и не само за овој предмет. За различни предмети од Министерството за одбрана изминативе неколку години, зашто стојат во некои филки? Дали е тоа политички направено, дали не сакале да се гони некој и така натаму. Но има предпоставки, има инсуации, но има докази. И има материјал што е доставен до нив и мислам дека треба да се ја завршат работата. И тука ќе се види зашто, еве сега, Ајде ми интересира, ајде да тргнеме таму. 2021 година. Исплатени трошоци 100 милиони денари или 1,6 милиони евра. По основ на тужбени барања од страна на припадници по разни основи. Добро. Затоа преска спомнав, овој пат во платата све се исплаќа. Нема 8 сати преку време, колку им следува толку им се исплаќа. Да нема основи за нови вакви апсолутно. И сега ќе пробаме, комисија ќе формираме апсолутно да намалиме секој едно тужбено барање, за да не се случуваат овие работи. Знаете што е најголемиот проблем? За некое тужбено барање, да речеме, од 3000 денари, со извршители, со адвокати, ние сплаќаме како министерство на 90.000 денари. Зашто не се правиле спогодби во тој период да се намалат средствата? Тоа се навистина сериозни бројки. Или е негрижа, или е намерно, што и да е, нека да биде. Мора да бидам искрен, се потекнале постапки од претходната власт, за да има за ова прилива, да има истраги и така, но зашто е се запремно, тоа е сосема различно.